Добар ден, почитувани гледачи, се наоѓаме во непосредна близина на зградата на општина Штип, тука пред повеќето згради кои што се во непосредна низина близина. Проблемот е во тоа што тука пред малку истражните органи по повика на граѓани пронајдоа во станот од зградата починато женско лице. Тука се на лице место екипата на брза помош, потем увид вршат истражните органи од Штипскиот сектор за внатрешни работи, меѓутоа на помош се и припадници на територијалната противпожарна единица, кои што предмалку, бидејќи не можеа да влезат во станот, буквално влегоа преку прозорецот од станот за да влезат во собата каде што било во легната положба починатото женско лице. Според првичните неофицијални информации, според она што го дознаваме од разговорот со соседите и со очевидци, се неофицијално, значи, работата, информацијата е дека се работи наводно за помладо женско лице, студентка, кои што не е од Македонија и кои што низините пријатели се посомневале дека не можат да стапат во контакт со неја веќе неколку дена и потем пријавиле во полиција. А по пријавувањето во полиција, надлежни од полицијата дошле во станот каде што тие го лоцирале местото каде што треба да биде нивната пријателка и тука го ја пронашле, наишле на сцена која што во секој случај не е пријатна. Во овој момент, како што реков, увид вршат истражните органи од секторот за внатрешни работи Штип. Тука е екипата на брзата помош, а секако дека пред малку тука беа и како што ги споменав и припадниците на територијалната противпожарна единица кои што беа повикани на помош за да можат екипите на брзата помош и увидната екипа на СВР Штип да влезат во собота каде што да влезат прво во станот, а потем во една од просториите од станот каде што било пронајдено мртвото тело на студентката. Јас очекувам дека во текот на денот ќе има други веќе официјални податоци, односно детали немаме. Информации немаме сега за сега, надлежните не излегуваат со нови информации, меѓутоа се надеваме дека до крајот на денот ќе имаме повеќе детали секако за овој трагичен, односно немил настан, кој што секако дека во потесната колина тука, како што гледате позади мене, буквално ги шокира и соседите, а и оние граѓани кои што живеат во непосредна близина на зградата позади мене, каде што е пронајдено починатото женско лице. За причините се за смртта, за тоа зошто толку денови поминале и не било откриено телото на починатото лице. Меѓутоа и за сите други детали кои што ќе ги интересира јавноста, верувам дека надлежните ќе излезат до крајот на денот, ако не веќе во текот на утрешниот ден. Сега за сега толку од овој рапорт кој што го даваме тука пред улицата Васил Главинов, каде што, ете како што можете и самите да видите, и органите на редот, меѓутоа и останатите надлежни екипи ја вршат својата работа, односно увидот се уште е во тек. Како што реков, информации дополнителни во текот на денот ќе телевизија Стар ќе објави.